Во општина Чашка се отвори канцеларија на Агенцијата за катастар и недвижности. Многумина жители од оваа рурална општина се соочуваат со проблем околу обезбедувањето на имотни листови за своите поседи. Пред канцеларијата на катастарот најмногу ги имаше од селото Нежилово, каде се потребни премерување на имотите на голем број од жителите. Исто кога превршија овој премер напред, на едно место имам на 4 места парцели. И површина треба единица неколку 10 декара и 600. Сега е 8 декара и 400 и водам некна геометра за сечење дрва, вика точки и плати за тие точки што ја одреди. Префрлање купо-продажни договори се тие работи до 2008 година сум собственик. 2008 година, наместо да испаднам на излагање, се јавува друг, нас не обавестуваат на излагањето, му префрлаат мојата шифра, мојата парцела од 200 на друг собственик. Имотот ми е префрлен, значи не многу одамна, поклон даден од мојот родител, кој постоја тук неколку 40 ставки. Што треба се заведат во имотен лист, значи на моје име. Отидов да извадам нов имотен лист, на имотниот лист ми постоја само 9 ставки. И директорот на катастарот вели дека е свесен за овие проблеми, но очекува со новите премерувања жителите кои се соочуваат со проблем ќе можат бесплатно да изведат имотен лист. Со цел да им излеземе во престред го промеривме законот и сега, почнувајќи од оваа година, од месец февруари, во Чашка, општина Чашка, ќе бидат распишани огласи за повик повторно, граѓаните да дојдат до катастарот, овде во Чашка ќе бидат групите, со градоначалникот тоа се договоривме, да ги примат повторно документите, ќе бидат разгледани повторно луѓе од катастарот, ќе излезат на лице место со цел да се идентификуваат недвижностите и на граѓаните да им се даде бесплатен имотен лист. Во општина Чашка денеска беше издаден и првиот имотен лист во сопственост на општината. Градоначалникот Пановски очекува новоотворената канцеларија да им ја олесни процедурата со имотните документи на жителите. Тоа е нешто што посебно им беше потребно на нашите жители, бидејќи со оваа придобивка и тие ќе го осетат бенефитот за многу кратко време, бидејќи нивниот трошок ќе се намали, како и нивните едноставно нерви кои што досега треба да ги потрошат во останатите други општини во кои што едноставно посакуваат да се изведат имотен лист. Во општина Чашка, во 25 од 38 села се појавува проблемот на обезбедување на имотни листови за поседите на жителите. Подрачната единица на Агенцијата за вработување денеска организираше отворен ден како за невработените, така и за работодавачите кои имаат потреба од кадар. Директорот на агенцијата Владко Поповски вели дека целта на овој вид средби е да се слушне мислењето на корисниците на услугите на агенцијата. На тој начин вели значително ќе се влијае во работата, со оглед на тоа дека секоја издржана представка се зема во предвид. Дали невработените се задоволни од нашата понуда што имаме или не се задоволни, дали работодавачите од друга страна се исполнителните нивните очекувања за квалитетни работници, услугите што ги даваме дали се навремени, брзи и квалитетни. Значи се она што работи агенцијата во кратко да видиме да не искритикува, да не кажат во очи грешка сте, не сте. Значи се што ги интересира луѓето да видиме на лице место. Едноставно сакам да видам дали има некои добри идеи кои што можам да ги ставам во законска регулатива, во подзаконска, во работењето на агенцијата. До сега се што сум слушнал во овие отворени денови, значи последните 3 години кога сум директор, буквално се она што држало вода е имплементирано. Агенцијата неодамна ја презентираше и својата веб страна, која значително ги олеснува процедурите за претрага на огласи за работа. Истата е од голема полза и за работодавачите, кои денеска се информираа за можноста на лесен начин да го најдат потребниот работник. Системот нуди можности за добивање SMS пораки за активни огласи и изработка на биографии. Се отрбирани сите отворени огласи во цела Македонија, значи во системот на АВРМ, не се тука ставени само огласите од делот на јавна администрација, кои што се објавуваат на вебсајтот на јавна државна администрација. Тука се можностите за претрага на невработени лица од страна на работодавачите, да видат каков профил располагаме во секој град, старосна граница и така натака. Ги имаме статистиките во делот на какви се потребни работници изјавиле дека има потреба работодавачите во краток и на долг рок, така да секој невработен, секој млад човек кој што се размислува каде се запише, што да избере, може да се насочи да види какви се 4-5 години назад статистиките за побарувани вештини и да кажеме занимања на пазарот на трудот. Порталот располага и со статистички податоци за посетеноста, времето кое посетителите го поминале во пребарување, бројот на отворени страни и сите тие даваат повод за позитивна оцена на истиот.
Централната служба на Централниот регистар ги презентираше измените во Законот за трговските друштва и системот за e-потврди. Граѓаните со новите измени во законот ќе можат на многу едноставен и брз начин, со само еден чекор за 0 денари, да регистрираат фирма, без никаков трошок на предприемачите, преку системот за електронска регистрација. Денеска на отворениот ден Централниот регистар го промовираше и системот за e-потврди. Друга услуга која што сакам исто да ја промовираме е системот за e-потврди, кој што служи да го улесни пристапот до информациите што ги нуди Централниот регистар, посебно до потврдите кои што се потребни за учество во јавни набавки. Овој систем овозможува електронска нарачка, значи на документи, нивно преземање или во електронска форма, дигитално потпишани од страна на Централниот регистар, или во хартиена форма и подигање нивно зависно од изборот на канцеларијата. Според податоците во Централниот регистар, велешини регистрираат фирми, дел ги користат и субвенциите за самовработување кои ги нуди владата на Република Македонија. Исто толков и процентот на велешини кои пак решиле своите фирми да ги ликвидираат или да покренат стечајна постапка за својата фирма. Од Централниот регистар се надеваат дека и оваа процедура за бришење на фирма овојднина ќе биде поедноставна. Ние се надеваме и дека во тој дел ќе имаме напредок во однос на тоа, согласно за сите правни субјекти кои што во изминатите 3 години имаат доставувано изјава или празни годишни смети кои што немала деловна активност, значи Централниот регистар има испратено список, предлог листа на сите правни субјекти кои што согласно овој критериум немаат никаква деловна активност. Истиот список испратен до Управата за јавни приходи, која ќе имаме повратна информација од Управата за јавни приходи, сите оние кои што го исполнуваат овие критериуми во рок од 30 дена по објавата на таа листа на нашата веб страница, доколку не се јави ни еден доверител, самиот правен субјект ќе биде избришен. Бришењето на регистрираните фирми се врши паралелно со регистрацијата на фирми за еден ден за 0 денари. Во едноденеска во парламентот се одржи обука и презентација за електронско поднесување на годишни сметки за 2013 година. Одговорна политичка партија дава поддршка на секој проект кој е во интерес на граѓаните. Ова е ставот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во однос на обвинувањата на опозицијата кога е во прашање реконструкцијата на дворот на Васил Главинов. Според ВМРО ДПМН, критиките на СДСМ се резултат на нивното минимално реализирање на проекти во времето кога тие биле на власт. Ако беа навистина загрижени за животната средина, зошто ја бойкотираа акцијата Ден на дрвото, при која во еден ден во ноември минатата година се засадија 200.000 садници во Велес. Со игнорирањето на големата акција за пошумување и за зеленување, Социјалдемократскиот сојуз докажува дека се што прават е само груба и провидна политичка и партиска манипулација. Зошто не го коментираат фактот дека во време директор на основното училиште Васил Главинов беше господинот Асен Парличков, сега висок функционер во Социјалдемократскиот сојуз, во училишниот двор се исекоа 30 борчиња. Граѓаните на Велес се уште не ја знаат причината зошто се уништи најубавиот дел од школскиот двор и на тоа место се изгради еден нефункционален објект. Според Саздов, од вкупно 19.000 реконструирани ќе бидат само 5.000 метри квадратни, додека останатиот простор останува како двор на училиштето. За оправданоста за реализација на овој проект, велат од власта, говореле и позитивните коментари на граѓаните од овој регион. Со уредување на просторот пред училиштето ќе се добијат многу позитивни моменти. Локацијата значително ќе се разубави и оплемени. Граѓаните и учениците овде ќе можат да поминуваат своето слободно време. За позитивните придобивки на овој проект говорат и реакциите и жителите од овој дел на градот кои со задоволство ја прифатија реконструкцијата на школскиот двор. Исто така, во општина Велес, изминатиот период се подигнати и реконструирани паркови и зелени површини толку колку што Социјалдемократскиот сојуз уреди за 20 години во градот. Проектот за уредување на парк во близина на Васил Главинов известен период е тема на меѓусебни обвинувања помеѓу власта и опозицијата. Програмата за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија за 2014 година рече се идентична со оваа програма од минатите 2 години, реагираат советниците од опозицијата. Тие велат дека програмата се препишува секоја година, ако се изземат многу мал дел на нови понудени парцели за продажба.
Зошто речиси секоја година имаме една речиси иста понуда на исти градежни парцели кои само се препишуваат? Зошто не се понудат повеќе атрактивни градежни парцели за продажба? Дали бидејќи локалната власт на ВМРО-ДПМН слабо инвестира во изработка на урбанистички планови? Зошто никој не е заинтересиран за овие градежни парцели кои се нудат повеќе години? Зошто никој не сака да инвестира и да гради? Како ќе се развива Велес кога никој не е заинтересиран за парцелите кои ги нуди оваа програма? Според советничката група на СДСМ, проценката на локалната власт дека од оваа програма општината ќе собере 31 милион денари е нереална, паушална и се темели на желби, а не на реална состојба и можности. Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Велес ја поддржува одлуката на премиерот Никола Груевски за покачувањето на износот на минималната плата во Република Македонија. Преку овие мерки предвидено е до март оваа година минималецот да се зголеми на 8.800 денари, а во март 2016 година минималецот да достигне вредност од 10.050 денари, велат од ВМРО-ДПМН. Во дејностите со посебна динамика на зголемувањето на платите, како текстилот и кожарството, минималната плата од 10.080 денари ќе се достигне во 2018 година. Предностите од воведување на минималната плата се многобројни. Директно ќе се зголемат примањата на околу 65.000 работници во Македонија, се зголемува животниот стандард на најсиромашните и најранливи слоеви во општеството, се стимулира потрошувачката, а ќе се зголеми работната етика и се намалува сивата економија. Одлуката за зголемување на минималната плата представува јасно изразена волја на посветеност од страна на сите социјални партнери и представува голем успех за синдикалното движење во Македонија. Минималната плата била ветување кое ВМРО-ДПМН го дале во минатите парламентарни избори, а кое го оствариле во истата 2011 година. Во наредните 10 дена ќе биде доставено законско решение со кое ќе се регулира најавеното зголемување на минималната плата во стопанството. Јавното комунално предпријатие Дервен преку писмена реакција до медиумите реагира на вчерашната пресконференција на советникот од СДСМ Борче Павлов. Од јавното предпријатие велат дека состојбата на приходите, расходите и финансискиот резултат за сите извештаи се вадат по заклучен лист од сметководствената евиденција и тие се апсолутно реални и точни. Во соопштението стои и дека во текот на 2013 година предпријатието редовно ги подмирувало доспеаните обврски спрема добавувачите, редовно ги исплаќале платите и придонесите спрема вработените. Во целост била реализирана програмата од општина Велес, а и во континуитет продолжила модернизацијата со надградба и набавка на дополнителна опрема. Според Дервен, кажувањето за сработеното не е фалење, туку максимална ангажираност и посветеност на менаџерскиот тим и на сите вработени во предпријатието, се вели во реакцијата.